задоволни сте од кампањата на сите тројца кандидати, дали е фер и демократска, како што ни беше најавено? Па ние водиме кампања за да победиме. Практично ние сме убедени дека професорката Гордана Силјановска-Давкова ќе биде иден председател на Република Македонија. ВМРО-ДПМН, Коалицијата за подобра Македонија, подржа надпартиски кандидат затоа што веруваме дека честитоста, личниот профил на кандидатот професорката Гордана Силјановска-Давкова гарантира дека Македонија во иднина ќе биде едно поинакво општество и ќе излезе од ова политичко мучуриште кое што и се случува на Република Македонија од независноста до ден денеска. Мотивирани од сето ова, мотивирани од профилот на кандидатот, ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија води една таква кампања, оптимистичка кампања, но истовремено мораме да ги потенцираме и сите оние недостатоци кои што за жал ги има во голем број и секојдневно се појавуваат на политичката сцена во Република Македонија, мотивирани од настапите на кандидатот за председател на СДСМ, мотивирани од настапите на премиерот Зоран Заев, така што не можеме да останеме имуни, да бидеме вакцинирани од сите оние негативни настапи на овие политичари во Република Македонија, па често пати и тие ги потенцираме на нашите настапи, односно даваме пример како не треба еден политичар да се однесува во Република Македонија, а професорката Силјановска преку својот пример води една позитивна кампања, практично ги представува политиките кои што во иднина планира да ги води. Гледаме дека поддршката е се поголема, поддршката од ден на ден се зголемува и ние сме убедени во победата најпрво на 21 април, а потоа и на 5 мај, така што Македонија ќе добие председател како што заслужува, надпартиски човек кој што со своето лично CV, со својата биографија, со сето она, со сиот оној кредибилитет кој што го има позади себе и како професор, и како родител, и како сосед, и како другар, ќе го гарантира. Како ја коментирате посетата на Ципрас вчера на вториот ден од кампањата? Од власта вела дека има многу бенефит од оние договори што вчера ги потпишаа. Од власта велат изминативе 2 години дека има многу бенефит од како што е они власт во Република Македонија. За жал не само што граѓаните тој бенефит никако да го почувствуваат, со исклучок на неколку семејства блиски до власта. Предпоставувам таков ќе биде резултатот и од оваа посета на господинот Ципрас. Ако е бенефит да се срамиме да ја построиме македонската гарда и да ја емитуваме македонската химна, каде што јасно стои дека денес на Македонија се раѓа дека македонците се борат за своите правдини, ако тоа го навредува нашиот гостин, тогаш чуму ни е сето ова кое што вчера ни се случуваше во Република Македонија. Ако нашите пријатели не прифатат онакви какви што сме, тогаш чуму ни се нас такви пријатели. Јас воопшто не верувам во сите оние најави кои што ги кажува владата на СДСМ и Зоран Заев. Граѓаните не веруваат. Првата практично испорака на тие неверувања ќе се случи на 21 април, тоа ќе биде потврдено на 5 мај, а јас сум убеден дека конечно еднашка премиерот ќе се остане на зборот и откако ќе доживее дебакл неговиот кандидат, неговиот избраник на овие председателски избори, ќе распише предвремени парламентарни избори и тогаш ќе ја види вистинската состојба во Република Македонија. И уште едно прашање, ако може надвор од темата. Вчера имаше и 4ти преговори за специјалното јавно обвинителство, но по преговорите не открија многу од работните групи што е договорено. Дали има веќе некој договор за Катица Јанева или за нејзиниот тим или пак за поставките кои што се отворени? Па не би навлегувал јас во суштината за да не го загрозиме процесот. На процесот треба да му се даде шанса. Ние, како што знаете, имаме парола, се бориме за правда, но правда целосна, не селективна правда и за правда за определени политичари и определен временски период, него правда во вистинска смисла на зборот правда, а не трговци со правото и правдината за да реализираат определени политички цели. За жал, Министерката за правда нема менаџерски капацитети, не успела некако да излезе од онаа матрица на собственото политичко мочуриште со која што е обкружена и оние флоскули од 2015-та, 14-та и претходно. За жал, заборава дека сега е министер на еден ресор во кој што покрај тоа што треба да има професионално знање, треба да има и менаџерски капацитети. Не успева да најде баланс помеѓу тие две работи, не успева да ги води преговорите во насока на тоа да се договориме, но сега гледаме кои биле нивните мотиви. Ние апелиравме во минатото дека владата, но и сите оние кои што некако се поврзани со политиката во Република Македонија се свесни дека повторно ние како држава нема да добиеме јасна препорака за отпочнување преговори со Европската унија.
што впрочем се случи вчера и денес кога ги гледаме најавите таму, повторно некоја нова формулација за некои подготвителни процеси кои што до сега ниту една земја практично ги немала, и за да го заскријат овој неуспех се обидуваат да ја играат играта кој е виновен зашто ние нема да добиеме преговори, и се обидуваат практично да ја префрлат вината на опозицијата. Нормално ние овој несмасен обид на министерката за правда, како и на премиерот господин Заев го осуетивме и ја предупредивме македонската јавност дека тоа ќе се случува, и потврдат, еве, гледаме секојдневно стига, практично министерката преговара за да не се договори. Еве, имаме амандмани на маса, нека ги прифатаме амандманите, ако тоа е навистина услов за отпуштување преговори, додиме во собрание и да го изгласаме новиот закон за јавното обвинителство, но очигледно дека некој ниту има намера да се договори, ниту пак сака да се договори, а ниту пак и покрај тоа што евентуално би го изгласале тој закон за јавното обвинителство, Македонија би добила датум за отпуштување преговори. Така што долгата приказна на кратко, жената за жал нема менаџерски капацитети да води едни преговори, за жал. Второ што можам да кажам, преговараа за да не се договорат, и трето, за жал на македонските граѓани, на македонската јавност, и покрај сите понижување и омалуважување што ни се случи изминативе 2 години, ние повторно нема да добиеме чиста препорака за отпуштување преговори со Европската унија. Најверојатно ќе има повторно некоја прослава како минатата со по некој чочек по проставите во Македонија, но ќе чекаме за некоја друга прилика и некоја друга комисија.